Здраво на сите и Божи благослов. Ви поздравувам сите од Soulcraft, што ќе го слушате што ќе го гледате ова видео и сите пријатели на Soulcraft. Се надевам дека ова што ќе го споделам со вас ќе биде за мотив, за инспирација, за поттик, за охрабрување. Неодамна гледав едно кратко интервју помеѓу еден новинар од CNN со еден професор, познат професор афроамериканец, црнец од Америка, Корнел Вест, професор, филозоф, мислител. И се зборуваше, тој ден всушност се одржуваше погребот на Џорџ Флојд. Човекот што беше убиен од полицијата неодамна и после знаеме следеа многу протести и немири во Америка. И во тоа, додека разговараат тие двајца луѓе, професорот Корнел Вест кажа нешто што ме трогна и ме замисли и размислував малку повеќе подоцна за тоа. А тоа додека разговараше, додека Вест зборуваше за реакцијата на голем дел од афроамериканците, од црнците и дека не одговориле со и самата служба, богослужба посветена на посеќавање на Џорџ Флојд и неговиот погреб, не испраќаа порака со повик на одмазда или повик за вистината и за правдата, меѓутоа не на омраза и одмазда. И додека разговара новинарот во еден момент, кога почна да зборува, едноставно не можеше да продолжи затоа што почна да плаче. Беше видно трогнат од тој разговор. И тогаш Корнел Вест кажа нешто интересно. Тој вели, брате, во вас сме заедно, плачеш затоа што те засега оваа тема, затоа што чувствуваш или сочувствуваш со оние што страдаат. И тој кажа нешто интересно, рече, Сократ не плаче, меѓутоа Еремија плаче и Исус. Таа мисла ме замисли и многу ми се допадна. И да објаснам малку што може да подразбереме по таа мисла, зашто Сократ не плаче, кој е воопшто Сократ. Сократ од филозофијата го знаеме како еден од првите антички филозофи, значи тие зачетоци на таа западна филозофија, која подосна таа грчка, римска филозофија која што подосна станува заедно со христијанството и темел на европската цивилизација. И знаеме дека многу често Сократ е споредуван со Исус, не поради учењето, туку повеќе поради смртта. Оно што се случило е во тоа време, додека Сократ живеел во Атина, 4-5 века пред нашата ера, бил осуден од атињаните, од градот Атина, бил осуден на смрт и додека чекал да биде извршена, да му биде даден тој отров да го испие кој што ќе го убие, тој од неговите ученици му било понудено да избега, имал шанса да побегне, да го спасат на некој начин, меѓутоа тој одлучил смело и храбро да се соочи со смртта, останува да дочека смртта и да не пробува да побегне од таа ситуација. И оно што е интересно е дури кога доаѓаат неговата жена и неговите деца да го посетат во затворот, тој едноставно не сака да се препушти на емоции и вели да ги изнесат од таму и на крај останува само со најблиските пријатели. И Сократ, од таму идејата дека Сократ се соочува со смртта без некакви длабоки емоции и идејата дека тој не плаче. Оно што е интересно, светот на Сократ е на свет на грчките богови, а грчките богови се малтене луѓе, во смисла на тоа дека тие имаат моќи, меѓутоа тие се нивните карактеристики, нивните особини се всушност човечките особини или карактеристики транспонирани врз нив. Значи тие се љубоморни, завидливи, развратни, си завидуваат едни на други, им завидуваат често на луѓето, се мешаат во нивните животи, така што од нив не може да очекуваме да сочувствуваат или да влезат во човечкиот живот со сочувство или емпатија. Од друга страна, дури во тој свет, збориме во светот на Сократ, дури имало мислители кои што тогаш не сметале дека тие богови вистински постојат, туку сметале дека има еден концепт, дека има концептот за едното, за од кој што извира се и така натаму.
некој вид божество, меѓутоа во никој случај тој концепт или таа идеја не зборува за личностен Бог, кој што влегува, кој што сочувствува и влегува во животот на луѓето. Наспроти тоа го имаме библискиот Бог, го имаме Богот на Стариот Завет, Богот та истиот Бог, Стариот и на Новиот Завет Јахве, кој што гледаме сосема нешто спротивно од тој концепт, од таа идеја. Го гледаме Бог, кој што влегува толку сака да биде дел и сочувствува и ужива во својата креација, и особено во луѓето како врвот на неговата креација, што тој одлучува да се отелотвори, да стане дел од нив и преку тоа отелотворување, подоцна ќе видиме и преку смртта, да ги избави од гревот, да ги избави од смртта и да ги врати кај себе си. Значи гледаме, ние многу често го велиме во Стариот Завет Бог е Бог на гнев, на одмазда, на јарост, Бог кој што заповеда некаков си геноцид и уништување на другите народи. Меѓутоа тоа не е целата слика, затоа што ако ги читаме пророците, особено пророците, ќе видиме дека Бог преку нив зборува. Значи, тие ги изразуваат Божите зборови и Божите емоции и чувства, кои што Бог зборува дека сострада со нив, Бог зборува дека толку многу ги сака, што е љубоморен кога тие се поклонуваат на други божества и прават донесуваат деструктивни одлуки за нивните животи. И оно што сосема гледаме еден Бог кој љуби и кој што е личносен Бог. И во Исус Христос го гледаме тоа манифестирано целосно. Исус Христос кој што станува човек, се понизува, станува слуга, нели станува човек, станува дел од нас и ја доживува секоја човечка емоција која што нам ни е позната. Зошто тој вели Сократ не плаче, меѓутоа плаче Еремија. Ако видиме Еремија е наречен пророк на плачот. Дури една книга на плач Еремиин, Lamentations на англиски, и самото име го носи, дека тој е пророк на плачот и дека тој зборува за сите страдања на Израел и низ какви страдања се тој морал да помине. Значи бил отфрлан, бил заробен, бил исмеван кога зборувал, кога пророкувал Божји зборови, кога луѓето не му верувале и сметале дека тоа нема да се случи. Тој го видел уништувањето или прогонството на јудејците и заминување и нивното заточеништво и носење во Вавилон, значи пропаста на Ерусалим. Тој го посведочил тоа и бил пророк на тагата, бил пророк на плачот, гледајќи ни што поминува неговиот народ, а и поради она што тој го доживеал лично од страна на другите. Така што гледаме дека сите во псалмите исто така гледаме сите можни емоции, тага, жалост, чувство на неправда. Ја потопувам мојата перница во солзи, Господе, каде си? Зошто те нема да ми помогнеш и така натаму. Во Исус Христос гледаме во Евангелието според Јован, во 11 глава и во 35 стих вели Исус заплака. Контекстот на таа ситуација е следниот. Значи Исус дознава дека неговиот пријател Лазар умрел. И оди тамо да го посети, оди во неговото село, тамо се неговите сестрите на Лазар, Марија и Марта, и соочен со смртта, значи луѓето сметаат дека задоснил, дека не може ништо да направи повеќе, дека Лазар е веќе неколку дена мртов и приказната е завршена. Меѓутоа Исус пред да заповеда на Лазар да воскресне, да се врати од мртвите и да го оживее, пишува дека Исус заплака. Исус прослози, Исус беше длабоко трогнат и вознемирен. И сигурен сум дека бил вознемирен поради смрт, затоа што Лазар му бил близок пријател. Меѓутоа мислам дека во неговите солзи, во неговата вознемиреност има и гнев спрема смртта. Гнев спрема распаѓањето, смртта, пропаста на луѓето. И во тој извик кога го повикува Лазар да се врати од мртвите, ние гледаме и предвкус на оно што подоцна Исус ќе го направи преку неговата смрт и воскресение преку неговото враќање од мртвите. А тоа беше чин
на уништување на силата на смртта и на враќање на надежта. Значи не некакво кај Исус Христос во тој момент ние не гледаме некакво одобрување, па добро можеби Господ ја дозволи оваа смрт за да направи нешто, да извади нешто од тоа да се профали. Не. Исус гледаме тотален гнев спрема смртта. Гледајќи ја смртта на луѓето, нивната пропаст, нивното уништување, кај него има една силна реакција и токму за тоа дојде да ја уништи силата на смртта и да ја победи. И оно што е интересно тука, значи Исус просолзи, Исус заплака, меѓутоа јас сум убеден дека Исус во тој момент, да, можеме да кажеме дека плаче затоа што е трогнат и е гневен на смртта, меѓутоа тој исто така плаче и е трогнат затоа што умира негов пријател, лично негов пријател и пријател кој што има име, кој што живее на тоа место, во тоа село, во тоа време. Значи Исус Христос плаче токму за таа личност. Не плаче за човештвото, не плаче за некаков абстрактен поим на човештвото, затоа што е тоа човештво. Исус Христос може да кажеме дека на крстот, да, кога ќе каже татко прости им затоа што не знаат што прават, тоа може да се однесува на сите нас. И да, таму умира за сите, за целото човештво, за сите луѓе кои што ќе поверуваат во него. Меѓутоа во тој момент кога стои пред гробот на Лазар, тој тагува и тој е вознемирен поради тој човек кој што го знае по име и кој што му бил драг на неговото срце. И има уште еден момент во Новиот Завет, кога Петар ќе се сетите во Евангелијата, кога пишува дека Петар ќе го предаде Исус Христос и подоцна кога ќе свати дека што направил, ќе почне пишува горко заплака, ќе се соочи со она што направил, ќе се покае и ќе почне да плаче. Има еден познат теолог, мислител, кој што има една негова размисла многу интересна. Има една цела статија на таа тема, а исто го има тоа напишано во една книга. Тој зборува за солзите на Петар и колку биле важни, колку биле револуционерни и радикални. Тој смета дека во тоа време во античката литература можело да се прикажат солзите само на некој трагичен херој. Речеме Агамемнон може затоа што треба да ја жртвува, во Илијада треба да ја жртвува неговата ќерка и дури да плаче, тој е трагичен херој, тој е благородник, тој е возвишен и тие солзи вреди да се запишат, пример, во литературата, во некаков еп, во некаква песна. Меѓутоа, во тоа време, оние најобичните луѓе, робовите, кои што немале никакво право на глас, кои што не биле сметани за личности, најобичните луѓе, кои што немале ни римско граѓанство, државјанство, и најобичен рибар од Галилеја, да опишеш дека тој изразува емоции и дека неговите солзи се достојни да бидат внесени во литература, да бидат внесени во некој текст што подоцна ќе се чита, тој смета дека тоа е нешто револуционерно. И тој од таму тоа го зема како еден од аргументите за тоа дека колку христијаните го вреднувале секој човечки живот и дека тука го гледаме во зародиш она што подоцна ќе христијанството ќе го развива, ќе го промовира, тоа е еднаквоста на сите луѓе и вредноста на сите луѓе под еднаквата вредност во очите Божи и од таму идејата за човековите права, што денес ние земаме здраво за готово, изборуваме нормално, секој има неотудиви човекови права, меѓутоа некој требало да се залага за тие права и да направи пресврт и да направи одвојување од доминантното мислење во тоа време. А во тоа време не само што не биле сите луѓе еднакви, туку некои луѓе не биле сметани за луѓе, за личности. И Новиот Завет со тоа, според него, со тоа што тие писатели со тоа што ги пишуваат за солзите на Петар, тие прават нешто субверзивно, прават нешто радикално и револуционерно, со тоа што му даваат достоинство и на најобичниот човек. Оно што е интересно, што мене ми изборува што во оваа ситуација, во која што се наоѓаме сите, факт е дека се наоѓаме во ситуација на неизвестност. Знаеме дека целата епидемија со вирусот
Знаеме дека не е страшно смртта, меѓутоа еден човек да умре од вирусот, тоа не може да се земе туку и така и загубата на секој човек е целосно вредна и не може да се мерат тие работи. И колку и да сметаме дека ќе го надминеме ова и добро ни оди и некогаш и правиме смешки и хумор за тоа и окей да се смееме. Меѓутоа мислам дека дури и некој од нас можеби загубила работа поради ова, некој можеби загубила некој близок, стравуваме за се внимаваме да некои од нашите блиски кои што се ранливи да не се заразат, да не има компликации, во најлош случај да го загубат нивниот живот, значи треба да внимаваме каде се движиме, што правиме и сето тоа дури да сметаме дека добро ни оди, дека се справуваме, мислам дека подсвесно тоа ни влија и подсвесно ни создава и анксиозност и стрес кој што можеби не го чувствуваме, не го гледаме на површината, меѓутоа како што поминува времето тоа може да почне се таложи и да стануваме се повеќе вознемирени, анксиозни и да можеби да имаме сомнежи и стравови, каде се ова оди и така натаму. И мислам дека не ни помага ставот ако веруваме ама Господ е со нас и ова не е ништо, само ако веруваме нема да ни биде ништо, нема да се разболеме, Бог има контрола и така натаму и пробуваме да се представиме како некакви херои кои што се над ситуацијата затоа што сметаме недостојно за еден христијанин да покаже слабост, да покаже сомнеж, да покаже страв, исплашеност во вакви ситуации и многу често го имаме тој став. Мислам дека и како евангелски христијани, како протестанти, иако протестанти е малку широк поим во себе опфаќа разни традиции, мислам дека многу често ние велиме само по вера и само по благодат, се е од Бог, значи, и нашите добри дела се одговор или се плод на нашата вера, значи Бог не спасува преку благодат, Бог не спасува преку вера и не е до нашите дела, не е до ништо што ние го правиме. И тоа е еден од нашите темели, голем темел на нашата вера. Меѓутоа мислам дека многу често се однесуваме обратно од тоа, го правиме спротивното од тоа и се однесуваме како да се зависи од нас. И сега кога ќе дојде крица, ние мора да се докажеме, како да треба да му докажеме на Бог колку големи херои на верата сме. И само ако веруваме малку повеќе, и само ако се трудиме малку повеќе, само ако зборуваме малку повеќе, само ако читаме Библија малку повеќе, само ако се потрудиме на некој начин, Бог ќе биде задоволен со нас. Ама тој е концептот на божество. Значи Бог не е некакво божество кое што треба да биде задоволено, смирено со нашите добри дела, со нашата пожртвуваност и херојство, за да некако биде задоволен со нас. И оно што гледаме, Еремија плаче, Исус плаче, Петар плаче. Што ни кажува тоа? Дека имаме дозвола да ги изразиме нашите емоции, дека имаме дозвола да бидеме исплашени некогаш, дека имаме дозвола да се сомневаме некогаш и да не ги знаеме одговорите и да не сме над ситуацијата. Дека и самиот Бог ни ја дава таа дозвола. Самиот Бог е личносен Бог кој што влегува во еден меѓусебен однос со нас. А секој човек е нешто комплексно. Значи Бог не комуницира со целото човештво одеднаш. Бог комуницира со поединци и тоа примерно е неговиот однос со нас. Значи Бог во секоја ситуација во која се наоѓаме, во нашите стравови, во нашите успеси, во нашите сомнежи, во нашите слабости, доаѓа и не ословува и комуницира со нас лично, со име, со презиме, затоа што тој не знае. И ние сме комплексни битија и тој со секој еден од нас поединечно комуницира. И не се справува Бог со сите луѓе на ист начин. Бог не почитува како индивидуи, како поединци и влегува во нашиот свет, влегува во нашиот во се она што нас не засега. И се справува со нас лично, личност со личност. Бог не е некакво божество, па ако завршиме некои ритуали, ако го задоволиме и тогаш се тераме ние. Не, Бог е заинтересиран конкретно за нашиот личен живот, за нашите одлуки, за се оно што нас не засега. И гледаме дека во оваа ситуација нема потреба да бидеме некакви херои.
дека треба да едноставно да многу често да бидеме пред Бог, да му дозволиме да ги смири нашите исплашени срца, ако сме исплашени, да не сретне во нашата ситуација, во нашите стравови, во нашите сомнежи, во нашите неуспеси, во нашата тага, во нашата жалење поради некаква загуба и да му дозволиме да ни зборува, да му дозволиме да не љуби. И многу често не мора ништо да правиме. Не мора ништо да правиме. Треба да застанеме пред него и да дури да бидеме во тишина, да молчиме пред него. Молкот некогаш е многу поголема молитва од илјадници и илјадници зборови. Затоа што молкот, кога ќе застанеш пред Бог, некогаш може да значи: Господе, не знам што да кажам, немам решение, немам излез, меѓутоа тука сум. Стојам пред тебе затоа што немам каде да отидам. И Петар што вели: Господе, ти ги имаш зборовите на вечен живот, каде да одиме? И едноставно стојам и чекам на тебе, Господе. Тоа не значи дека ќе бидам во таа состојба цело време. Тоа не значи дека нема да излезам од тоа еден ден да правам нешто за Бог. Меѓутоа тоа значи дека се понизувам и не исповедам дека јас имам контрола над нештата, туку дека Бог има контрола. И мислам дека во цела оваа ситуација, нешто сакам да ви го кажам и на сите нас да се подсетиме на нешто, е тоа дека Бог знае ли што поминуваме. И Бог не форсира да се докажуваме дека сега сме некакви херои на верата или јунаци. Често да бидеш херој на верата, треба да се надаваш на Него, да се надеваме дека што и да се случува во Негови раце. И има еден од стиховите во Новиот Завет вели: умираме или живееме, Христови сме. Ако живееме, ако ни е даден секој момент во овој живот, ни е даден да го живееме за Бог, а и да умреме, ние се надеваме на Него и дека ќе бидеме со Него во вечноста. Така што тоа е моето охрабрување, тоа е мојата размисла за оваа недела. Значи, ние веруваме во Бог кој што ни дава дозвола да тагуваме, ни дава дозвола да чувствуваме, да се пожалиме, и да стравуваме понекогаш, да бидеме исплашени, затоа што тие емоции не му се туѓи на Бог, ниту се туѓи на Библијата. И Еремија плачеше, доживуваше тешки моменти, беше наречен пророк на плачот. Апостол Петар плачеше, горко плачеше, и огледаме Исус кој заплака за неговиот пријател Лазар, кој што го познаваше лично по име и беше засекнат за него. Значи да се надеваме на Бог, да не брзаме, да не истрчуваме пред Него, да се надеваме, да се држиме за Него и да едноставно веруваме дека Бог ќе биде со нас, ќе не извлече од секоја ситуација и ќе не благослови и ќе не води понатаму. Што беше мојата кратка порака. Останете во мир, бидете здрави и се гледаме во некоја наредна прилика. Амин. Поздрав.